Срца во пламен. 8 жени од тајната црква и нивните стории за цената на верата. Признание. Кога за прв пат почнавме со овој проект за гласот на мачениците, знаевме дека ќе е потребен цел тим. Најнапред требаше да најдеме христијанки кои ќе бидат спремни да ја раскажат својата сторија. Без нив немаше да има книга и ним им ја искажуваме својата благодарност од се срце. Секоја глава, освен онаа за Сара Бурнбранд, бараше и многу луѓе од дадениот крај, а за некои беа потребни и преведувачи. Во повеќе од половина од сториите требаше да се најдат тајни локации за средба и да се применат безбедносни протоколи. Јасно, овој проект немаше да се случи без помошта на вработените во гласот на мачениците и нивните соработници. Поради големиот ризик, голем дел од нив не може да бидат именувани, но сакаме да им заблагодариме на сите кои помогнаа во земјите во кои што патувавме. Посебна благодарност за директорот на гласот на мачениците, Том Вајт, кој помогна со водството на овој креативен проект и помогна околу сториите на Аида и Маи. Водството и визијата на Том во тоа да се биде глас на прогонетата црква денес продолжува да се покажува од непроценливо значење за собирање на сите потребни извори. Припишувањето и уредувањето помогна Тод Нетлетон, вработен во гласот на мачениците, и Су Ан Джонс. Ви благодариме за огромната помош. Не е секогаш лесно да сте во проект кој што се однесува на прогонството и на некои аспекти од погрубата реалност на верата. Но Грег Даниел и тимот од издавачката група В повторно ја докажаа посветеноста во донесувањето на овие неверојатни стории на храброст и издржливост до јавноста. Ви благодариме за тоа што Срца во пламен го виде светлото на денот. И посебна благодарност на нашите деца Джордан и Елена, кои им дозволија на мама и тато да работат по цели ноќи и викенди и на многуте патување во странство. Се молиме овие стории да станат дел од основата на вашата лична вера. Стив и Джина Клири.